Кога локалните власти решија да градат бензинска станица во паркот во аеродром, граѓаните излегоа на протест. Кршеа лимови, собираа потписи, тропаа на вратите на сите институции, но залудно. Не минаа подобро и тие што се бунеа против сечата на липите на Илинденска, новите згради за домот на градежници, против уништувањето на паркот спроти Бристол. Ваквите примери се бројни. Граѓаните многу пати ја изгубија битката со локалните власти. Во аеродром не само што бензинската пумпа никна веднаш до зградите, неодамна се изгради и уште една од спротива. За втората изостанаа протестите, но остана револтот. Се собравме, кршевме и лимов, кршевме оградата и сето тоа ништо не вредеше. Ништо не вредеше. И преку патот направија друга бензинска. Преку патот. Многу лошо. И има мирис на плин, на нафта, има многу сообраќај, што доаѓа тука да полнат, така да све покушавме, ништо не можевме да направиме. Све општината го заврши без наше одобрение. Во 4 часот наутро се менуваше и урбанистичкиот план за паркот спроти Бристол. Собраните потписи и протестот на жителите во зградите до паркот не дадоа никаков ефект. Локалните власти одлучија дека приоритетно за граѓаните било пред нивните прозорци да изградат 10-катници за државната администрација. Ние протестиравме, поднесовме и барање до Уставниот суд, поднесовме жалба за да се стопира изградбата на зградите, но од се уште нема никаков одговор и се надеваме дека ќе Уставниот суд ќе одговори позитивно. Но додека граѓаните ја чекаат одлуката на Уставниот, општината им даде амин на градежните компании да го прекопаат паркот. Кога станува збор за центарот на Скопје, граѓаните се маргинализирани. Игноранскиот однос на институциите никогаш не бил поголем, коментира активистот Никола Наумовски од плоштад Слобода, кој последниве години ги следи промените во централното градско подрачје. Прво, граѓаните не се прашувани кога се носат одлуките, а второ, откако ќе се донесат одлуките, не се слушаат нивните протести. Се носат големи одлуки за изгледот на градот, за каде ќе течат улиците, каде ќе се прошируваат тротоарите или каде ќе се уништуваат паркови, без да се консултираат ни луѓето што живеат до тие дрвја. Во неможноста да сторат нешто, граѓаните стануваат пасивни кон она што се случува во нивниот двор, коментира професорот по политичка социологија Петар Атанасов. Секоја критика на ноше дочекана од власта, вели тој, но не смее да се молчи. За проекти од кои се од интерес за просторот и квалитетот на животот на луѓето, ќе мора да има јавна дебата. Оваа влада, оваа власт не кореспондира и не комуницира со јавноста. Една затворена, забарикадирана, фортификацијски блиндирана влада која не сака да кореспондира со јавноста, не сака да разменува мислења, не сака да дебатира и мислам дека тоа ќе мора да се смени ако сакаме гласот на граѓанинот да биде слушнат. Според последното истражување на граѓанските здруженија за транспарентноста на локалните власти финансирано од УСАИД, 62% од граѓаните се пожалиле дека никогаш не биле поканети на јавна расправа, а 80% никогаш не присуствувале на седница на совет. Посебни истражувања за урбанистичките проблеми во овој дел нема, но како што велат граѓаните, колку поблиску живеете до центарот на градот, толку е посилен притисокот на локалните власти, квадратот е поскап, а гласот на жителите потивок. Липите се заминаа во историјата, но надежта остана. И креативноста на скопјани кои веруваат дека моќта сепак е во граѓаните.